Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Секој мозочен удар, без разлика дали е мал, може да доведе до трајни долгорочни последици и инвалидитет. Кои се обично причините што стојат зад хеморагичниот мозочен удар, односно мозочниот удар со крварење во мозокот, меѓу народот познат како излив во мозокот? Дали секога се работи за прскање на проширен крвен сад во мозокот, односно аневризма? Каква улога има животниот стил, лековите, хроничните болести? За симптомите и можностите за лекување денеска разговараме со доцент доктор Владимир Рендевски, неврохирург од Универзитетската клиника за неврохирургија. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок. За изливот на крв во мозокот, односно хеморагичниот мозочен удар, денеска разговараме со доцент доктор Владимир Рендевски, неврохирург од Универзитетската клиника за неврохирургија. Докторе, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добро ве најдов, добар ден. Најнапред честитки за вчерашната награда професор доктор Епса Урумова за најдобар научен труд од областа на медицината во 2022 година. Благодарам. За што се работеше конкретно, докторе? Мозочни биомаркери кои имаат влијание во развојот на едемот на мозокот? Наградата професор доктор Епса Урумова е традиционална награда, би кажал, што се доделува во спомен и чест на нашата покојна професорка Епса Урумова, еден од дојаните на македонската патологија. Се доделува на иницијатива на незиното најблиско семејство, Медицинскиот факултет во Скопје. Традиционално секоја година ја распишува таа награда, на која што учествуваме, се пријавуваат сите доктори, научни работници кои што во претходната година дале некој придонес во научно истражување од областа на медицината. Ова година конкурсот беше објавен до сите 3 државни медицински факултети во нашата земја и практично конкурсната комисија ни ја додели наградата на нашиот научно-истражувачки тим за трудот што го објавивме во изминатата 2022 година, кој што се однесува на биомаркери кои што го прогнозираат волуменот на едемот на отокот на мозокот после хеморагичен мозочен удар, а истиот труд го објавивме во медицинското списание Brain Pathology. Добивте и прва награда на 62-тиот меѓународен конгрес Mind and Brain во Пула. Меѓу 400 учесници од светот се работи за истиот труд, докторе? Не е истиот труд, се работи за истото истражување, меѓутоа во тој труд разгледувавме други параметри, односно во тој дел од истражувањето ни беше насочен кон прогнозирање на клиничкиот исход, односно смртноста, исто кај овие пациенти со хеморагичен мозочен удар. Накратко така, поедноставно ќе објаснам за гледачите, се мерат биохемиски молекули од крвта на пациентот откако ќе настане мозочниот удар во првите 24 часа и врз основа на нивната вредност со одредени статистички истражувања проектиравме математички формули. Во првиот случај, врз основа на таа концентрација на тие биомаркери, се утврдува волуменот на едемот, кој што ќе се јави после 4 до 5 дена од мозочниот удар, а додека во втората студија што ја прикажавме во Пула, го прогнозираме клиничкиот исход кај пациентите и исто така врз таа база изготвивме еден апликативен софтвер, еден едноставен програм, кој што со внесување на тие параметри математички ги генерира овие истражувани параметри и прави и плюс 3D моделирање, односно визуализација на резултатот. Така што помага во секој случај во следење на клиничкиот тек, како ќе се развива клиничката слика кај пациентите со мозочен удар. Дали ќе имаат подобар или полош исход. И врз основа на тоа се планира стратегијата на лекувањето. Дали ќе одиме со оперативно итно третирање или ќе се оди со еден конзервативен третман. Во тоа е клиничката примена на кратко. Уште еднаш честитки за успесите, ви посакуваме понатамошна успешна истражувачка, но и практична работа. Благодарам. Докторе, денеска ќе зборуваме, ве може и гледачите веќе да слушнат за хеморагичен мозочен удар, односно за излив на крв во мозокот, така народно е тоа познато. И кога ќе се спомене мозочен удар,
повеќето луѓе помислуваат всушност на излив во мозокот, на излив на крв во мозокот, но дали е таа форма на мозочен удар почеста во споредба со онаа другата кога ќе се заглави тромб во некој од крвните садови во мозокот и ќе се спречи циркулација во него? Што е почесто? Убаво го објаснивте и го начнавте проблемот, има во суштина два видови на мозочен удар. Оној што го кажавте народски излив, тој е хеморагичниот мозочен удар, додека тој вториот медицински се нарекува исхемичен, кој што се јавува заради тромб, односно прекин на циркулацијата во мозокот. Хеморагичниот мозочен удар е поредок во однос на исхемичниот, од прилика 2 пати поредок, меѓутоа за разлика од него е со многу повисока смртност и остава потежок инвалидитет, би рекол, кај пациентите. Се смета дека дури 70% од пациентите со хеморагичен мозочен удар, значи 7 од 10 пациенти, за жал, по настанување на мозочниот удар, ќе имаат поголем или помал функционален дефицит, односно инвалидитет, кој што за жал често останува и траен и представува не само еден личен семеен проблем за пациентот и неговото семејство, туку и еден глобален, би рекол, социоекономски проблем на општеството, затоа што тие пациенти во голем дел се и работоспособни, така што ја губат и работната способност и представува и поголем терет и за самата држава. Доктора, кои се причините кои што доведуваат всушност до хеморагичен мозочен удар, до излив на крв во мозокот? Дали секогаш има некој крвен сад кој што е проширен и ќе прсне? Дали секогаш тоа поврзано со аневризмите? Не е секогаш поврзано. Аневризмите, крварењето кај мозочните аневризми најчесто е друг тип на крварење, го нарекуваме субарахноидално крварење, може да е во комбинација и со интрацеребрален хематом, меѓутоа оној класичен тип на мозочен удар, најчесто хеморагичен мозочен удар, не е поврзан со аневризма. И тука има оштетување на крвните садови, меѓутоа во овој случај тука е генерално оштетувањето на крвниот сад. Не се наоѓа на одреден фокус како кај аневризмата во зидот на крвниот сад, тука би рекол глобално крвните садови на пациентот се оштетени. Најголем причинител за тоа е нерегулираната артериска хипертензија, која што е присутна дури кај преку 80%. Значи високиот крвен притисок високиот крвен притисок е мозочен удар. Најголем причинител и е присутен кај повеќе од 80% од овие пациенти. Нерегулираната артериска хипертензија долгорочно доведува до еден генерален процес на губење на еластичноста на крвниот сад. Самиот крвен сад станува крут и практично при одредени наредни хипертензивни кризи тој не го поседува тој еластицитет, така што при одредена, не мора да е и премногу голема хипертензивна криза, настанува на одредено место прскање на крвниот сад над зидот, излевање на крвта и понатамо самиот клинички тек се манифестира кај овие пациенти кои што може да се манифестира на различни начини. Ке проговориме на кој начин се може да се манифестира, односно какви може да бидат симптомите, но уште малку би се задржала на причините кои што може да доведат до овој тип на мозочен удар, односно до излив на крв во мозокот. Што е со оние пациенти кои што имаат хронични болести, докторе, кои што, да речеме, имаат покачен шеќер во крвта? Дали тие спаѓаат во ризик група за овој тип на мозочен удар? И диабетот е еден од ризик факторите кои што придонесува на артериската хипертензија, но она што посебно загрижува во последните, би рекол, 10 години, како еден од поважните ризик фактори, особено загрижувачки што е се поприсутен и во помладата популација, е неадекватното користење на антикоагулантните лекови, на антикоагулантната терапија. Особено тоа стана актуелно после ковид пандемијата. На своја рака зема многу луѓе. Да, голем дел од пациентите ги земат тие лекови на своја рака во страв да не се развие некој тромб кај нив, меѓутоа од друга страна се јавува една спротивна состојба на крвта, каде што со нарушување на тие хематолошки каскадни процеси на хемостазата практично настанува хеморагија. И кај голем дел од тие пациенти, би рекол особено млади,
се јавува одреден вид на излив, односно хеморагичен мозочен удар. Затоа би апелирал тука дека антикоагулантната терапија Воопшто не е наивна. Не е наивна и мора да се зема според строго почитувани и пропишани протоколи од страната на колегите интернисти, трансфузиолози, а не да ја земаат пациентите на своја рака. Што е со животниот стил? Со начинот на исхрана, физичката активност, стресот, докторе? Дали, стресот знае да го покачи крвниот притисок. Може ли некој голем стресен настан толку да не вознемири и да го покачи крвниот притисок и да дојде до ваков тип на мозочен удар, до излив на мозокот? Животните навики секако и исхраната, хиперлипидемијата, значи исхрана на помрсна храна, намалената физичка активност, стресот, сите се тие фактори кои што ја промовираат хипертензијата. Ако крвниот сат е здрав, не може одредена, сега ќе кажам, умерена хипертензија да направи крварење на здрав крвен сат. Викаат човек е млад онолку колку што му се здрави и витални неговите крвни садови. Затоа, значи, оштетувањето на крвниот сат од било која причина доведува до зголемен ризик при евентуална понатамошна хипертензија да настане хеморагичен мозочен удар. Затоа треба, би рекол, во секој поглед една умереност и во исхраната, и физичката активност, и една постабилна емотивна состојба, сето тоа придонесува да ги одржиме нашите крвни садови во една оптимална состојба. А на која возраст обично се јавува хеморагичниот мозочен удар? Има ли некоја возрастна група што е позасегната? Според статистичките студии кои што се презентирани од оваа област, а и во нашето истражување се поклопија тие, би рекол, демографски варијабли, најзастапена е седмата декада, односно меѓу 60-та и 70-та година. Значи, треба подолго трајно да настане оштетување на еластицитетот на крвниот сат, за да доведе до тие трајни хипертензивни промени кои што би дале хеморагија, меѓутоа пак ќе кажам, особено употребата на неадекватна антикоагулантна терапија, дури и кај здрави крвни садови, односно кај помлади пациенти, знае да даде, за жал, такви големи катастрофални крварења. А дали пациент кој што веќе имал мозочен удар и исхемиски, воопшто некаков тип на мозочен удар, е под поголем ризик да добие хеморагичен мозочен удар по известно време? Во секој случај да, бидејќи ако кај него еднаш настанал мозочен удар, состојбата, виталноста на неговите крвни садови не е на нормално ниво, така што и последователни други мозочни удари се од поголема веројатност да настанат. И сега, кои се главните симптоми кои што укажуваат на хеморагичен мозочен удар? Дали тие секогаш се јавуваат нагло? Најчесто се јавуваат нагло. Најчесто. Значи, кај пациентот настанува една силна главоболка, нагла, и веднаш после тоа или во тек на неколку минути и до неколку часа се јавуваат одредени фокални невролошки дефицити, односно се јавува некој испад. Најчесто може да се јави искривеност на устата или што кажуваме медицински фацијалис, пареза на фацијалисот, слабост на некој од екстремитетите на раката, на ногата, отежнат говор, а кај помасивните, поголемите екстензивни хеморагични мозочни удари настанува веќе и нарушување во степенот на свеста. Значи, дел од пациентите доаѓаат во една длабока поспаност, во сопор, друг дел кај изразени крварења, за жал и во коматозна состојба, така да отприлика тие се симптомите на кои што треба и самиот пациент, меѓутоа и неговото семејство да реагираат веднаш за што поскоро да се донеси пациентот во болничка установа. Дали кај пациентите со излив на крв во мозокот секогаш симптомите ќе се влошат? Не. Не? Не. Кај голем дел симптомите се ублажуваат, односно клиничката состојба се подобрува. Тоа многу зависи од самиот волумен, од големината на самиот хематом на крварењето и зависи од анатомската локализација, односно на кој дел од мозокот се јавува самото крварење. Прето сами симптомите се поврзани всушност со делот од мозокот што е засегнат. Евентуално дали тоа крварење прекинало или некогаш се јавува и дополнително крварење. После тоа, а
во голем дел, кај поголеми крварења, симптомите се влошуваат некаде после 4 до 5 дена, заради појава на тој оток на мозокот. Околу самото крварење се јавува дополнителен оток или едем, што кажуваме медицински, мозочен едем, кој што дополнително ги притиска околните мозочни структури и ја влошува клиничката слика. Токму во тој дел беше фокусот на нашето истражување, за со предвидување на тој едем практично да направиме негова превенција. И со конзервативен третман, меѓутоа и со оперирање, односно евакуирање, отстранување на самиот хематом. Доктор, значи крвниот сад пука во мозокот. Крвта се излева. И потоа што се случува со таа крв? Понатаму настанува процес на коагулација, значи се формира еден крвен коагулум. Се згручува таа крв, како еден вид на тромб, самата крв се згручува. Добра. И она што кажав, околу тој крвен коагулум по 4 до 5 дена се формира и дополнителен оток на самиот мозок, кој што дополнително го притиска мозочниот паренхим. Во случај на нарушени коагулациони процеси, тоа формирање на хематомот, на коагулумот е тешко. Затоа, кај тие пациенти со нарушена хемостаза, настануваат многу поголеми крварења, кои што за жал даваат и поголеми последици, некогаш за жал и смртни последици. Претпоставам дека кога ќе дојде пациент во ваква состојба, треба итно да се дијагностицира проблемот. Што се презима? Што се презима? Каква е таа итна дијагностика? Постои ли итна дијагностика? Прегледот кај двата типови на мозочни удари е идентичен. Практично лекарот треба да утврди дека се работи, односно да се сомнева дека се работи за мозочен удар. Она што ќе направи јасна дистинкција, разлика дали имаме хеморагичен или исхемичен мозочен удар, се детектира на наодот од компјутеризираната томографија. Тогаш ќе видиме дали имаме првиот тип, хеморагичниот или исхемичниот мозочен удар. Кај едниот тип доаѓа во предвид, особено ако е поголем хематомот, и оперативна интервенција, додека исхемичните мозочни удари се лекуваат конзервативно веќе во поново време и со тромболиза и со други ендоваскуларни процедури кои што ги работат нашите колеги од неврологија и од радиологија. Значи, компјутерската томографија е златниот стандард за да ни направи диференцирање помеѓу овие два типа на мозочен удар. И кога ќе забележите дека пациентот има хеморагичен мозочен удар, дали веднаш земате крв да ги испитате тие биомаркери за да утврдите кој е ризикот од оток на мозокот или не? Дали веднаш се пристапува? Земањето на лабораториски анализи е секогаш, би рекол, протокол кај овие пациенти, меѓутоа во нашето истражување ова не е се уште воведена стандардна постапка. Ова е научно истражување, најчесто за да се одобри таква процедура, би рекол, на прогнозирање, треба да се направат дополнително, се викаат во светот, и големи рандомизирани мултицентрични студии на голем број пациенти, така што во оваа фаза ние работевме еден статистички примерок од 73 пациенти, така што процедурата е се уште во една фаза на истражување, значи не е одобрена за стандарден протокол. Така да дадовме една насока, една идеја за развој на тие големи мултицентрични студии кои што практично бија одобриле во клиничката пракса. Од што зависи дали ќе одлучите дека ќе чекате ке пациентот и ќе го следите или пак ќе преземете некаква интервенција? Постојат повеќе параметри, наједноставно кажано, најважни параметри за одлука дали пациентот ќе се оперира и ќе се преземе конзервативен третман е големината на хематомот, дали клиничката слика прогресивно се влошува и од притисокот на околните мозочни структури. Ако имаме голем интрацеребрален хематом, кој што значително ги притиска околните структури, конспротивната страна, и каде што имаме клиничка слика која што брзо и прогресивно се влошува, најчесто се решаваме за итна оперативна интервенција. Ако клиничката состојба е стабилна и со почетниот конзервативен третман имаме добри резултати, а хематомот не е премногу голем, понатаму ќе продолжиме со конзервативен третман, особено по неколку дена се прави контролна компјутерска томографија, каде што ќе ја евалуираме состојбата
Еве можевме пред малку да видиме една слика каде што имаше излив од одреден крвен сад. Дали со апчиња, со одредена медикаментозна терапија, можете да го спречите крварењето на тој крвен сад? Не може. Не Кога може? е настанало крварењето, веќе крвниот сад е оштетен и крвта е веќе излеана. А во случај да се одлучите за оперативен зафат, постои ли начин тој крвен сад да се сошие, што би се рекло, за да се спречи понатамошното изливање на крвта? Кај класичниот мозочен удар не, додека кај крварењата кои што се причина заради руптура на мозочна аневризма, тогаш се оперира, се наоѓа местото каде е аневризмата и се вика така наречено клипсирање, се става една клипса, штипка на самата аневризма, а сега во поново време се работат тие процедури со ендоваскуларен третман, така што има повеќе начини за да се... Што значи тоа ендоваскуларен? Тоа значи нема класична операција? Нема класична операција, Како се влегува преку катетер. Од каде? Најчесто преку феморалната артерија се влегува, тоа е слично од препонот. Од препонот, како стентирањето што го прават колегите од кардиологија, ова се влегува така и се стигнува до мозокот, до местото каде што се наоѓа аневризмата. И тогаш се прави интервенцијата? Се коилира тоа, се вика, се исполнува со жички или има и други процедури. Целта е да се исклучи од циркулација оштетениот дел на крвниот сад за да не дојде до негово повторно прскање и крварење. Ке ги вклучиме доктори гледачите во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна. Добре дојдени се вашите прашања на темата на која што говориме, а тоа е хеморагичен мозочен удар. Телефонскиот број ќе биде испишан на екранот, така што ве очекуваме во програма. Докторе, доколку забележите дека има голем излив на крв во мозокот, кој што создава притисок на ткивото, постои ли начин таа крв некако да се ослободи, да се извади од мозокот? Тоа е целта, да се оперира. Значи се пристапува. Мора со операција, не може само со катетер, како што појаснивте. Најчесто со операција, меѓутоа постои така наречена ендоскопска катетерска аспирација на хематомот која е помалку инвазивна. Целта е во секој случај да се отстрани самиот хематом, да се растерети мозокот од притисокот што го трпи од самото излевање на крвта. Сложени ли се овие зафати со оглед на тоа дека се работи за мозок? Па сега сложени, постапка е оперативен зафат, за оној што ја работи, ако се сработи добро, не е сложена. Меѓутоа, сепак има голем ризик повторно да прокрвари пациенти, особено тука со други коморбидитети, со други хронични болести, би рекол исто така, потешко е опоравувањето, се работи на вистина за тешки оперативни интервенции, кои што во голем дел и даваат и компликации. Доколку врз основа на овие биолошки маркери утврдите дека ризикот за едем е голема, како треба да пристапите? Ако ризикот за едем е голем, она што е целта практично на нашето научно истражување, тогаш треба да се реагира со итна оперативна интервенција и плюс да се аплицира поагресивна антиедематозна терапија. Значи, и самиот хематом што побрзо да се отстрани и дополнително да се даде терапија за да се спречи развојот на едемот. Кај оние пациенти, па како што кажав, каде што нема голем ризик од развој на едемот и имаат помал хематом, може првично да одиме со конзервативно лекување. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта, го очекуваме неговото прашање. Еве, слушам дека има обид за вклучување. Добар ден. Доколку не можеме да го вклучиме првиот гледач, еве можеме да го слушнеме прашањето на вториот, кој што се надевам дека се уште е на линија. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав до докторот. Благодарам. Имам едно прашање да поставам. Пред 3 години на магнетна резонанца хемангиоми на хипофизамите најдени. Ми рекоа дека не сме да ги оперираат, меѓутоа да правам контрола. Јас од тогаш немам направена контрола, бидејќи нема термини. Така.
Добро, прето И сам уште едно прашање, сопругот беше точно кај докторот пред 3 месеци со јако крварење во мозок, меѓутоа за жал почина. така. Сочувство, Не навистина ми е жал смеа за да тоа го што се оперираат, случило. така ни рече докторот и Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Смртните случаи, докторе, чести се кај изливите Чести се, на да, мозок. за жал. Крварењата се Како што кажав ризични. на почетокот, смртноста кај хеморагичниот мозочен удар е многу поголема во однос на исхемичниот и некогаш за жал каде што има масивни екстензивни крварења со крајно лоша клиничка слика, не можеме многу да помогнеме. А во однос на првото прашање за одредени промени што кажа слушателката, гледачката на самата хипофиза, треба да закаже во секој случај 3 години е голем период од првичната слика. Треба да закаже контролно снимање. Јас верувам дека се чека некогаш месец до 2, ама 3 месеци сметам дека треба да се закажи термин за незина контролна слика и да дојде да ја погледнеме и да ги компарираме резултатите на претходната и на новата снимка. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната тема амбуланта. Има некаков проблем со вклучувањето и ве уште една можност ке му дадеме. Добар ден. Ало? Ве слушаме, повелете. Ве слушаме, господје, во програма сте, ало? повелете. Да, ве слушаме. Јас сум на возраст од 77 години, имам крвен притисок кој го регулира и секој дневно пијам и аспирин протект. Прашањето ми е дали аспиринот протект може да предизвика штета, она што докторот на почеток го кажа, и дали треба да се прави пауза во пиењето на аспирин, ако Така, треба и да ова се е едно убаво прашање, бидејќи многу пациенти пијат аспирин. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Кој е ризикот од редовната терапија со аспирин? Дали постои можност за хеморагичен мозочен удар? Секоја терапија која што се зема долго, треба пациентите од време на време во консултација со нивниот интернист или трансфузиолог да направат еден хематолошки и коагулационен статус и врз основа на тоа да се одлучи дали понатаму би се продолжило со аспиринот или некој друг лек или не. Значи долго време без било каква контрола би препорачал да не останат така. Врз основа на крвни анализи може да се направи проценка? Да. Каква е состојбата? Се прави комплетна проценка дали треба да се продолжи, некојаш треба дури и да се појача некоја антикоагулантна терапија, некојаш треба и да се ублажи, односно да се намали или исклучи. Затоа тие контроли препорачувам да се прават од време на време. Докторе, кога ќе дојде пациент со излив на крв во мозокот, дали веднаш му се дава терапија за симнување на крвниот притисок? Се Бидејќи дава. споменавте дека крвниот притисок е најчесто причина за овој проблем. По утврдување на виталните параметри, ако се утврди хипертензија, се пристапува веднаш кон терапија за симнување на крвниот притисок. Апсолутно индицирано. Инвалидитетот споменавте дека е голем кај пациентите кои што преживеале ваков тип на мозочен удар. Што после зафатот или пак помозочниот удар? Како тече опоравувањето? Опоравувањето тече бавно и тешко, односно во зависност од дефицитот што ќе остане, од инвалидитетот. Меѓутоа, особено е важно сите тие вежби и физикална терапија да се прават што повеќе, особено е важно во текот на првата година, бидејќи ако не се превземат адекватни методи на рехабилитација, можно е да останат одредени контрактури или атрофирање на мускулатурата, така што првата година, година и пол се многу важни во процесот на опоравување. Колку време по мозочниот удар треба да почне рехабилитацијата? Треба ли веднаш да започне? Па сега, да речеме следниот нема ден некое строго правило, меѓутоа по неколку недели до месец дена треба да се почне. Прво со поумерени вежби, понатамо како што ќе се јакни, би рекол, снагата, мускулатурата на пациентот и со поинтензивни вежби. Меѓутоа треба особено да се земе во предвид тој интервал од година дена да се превземат сите рехабилитациони мерки за да настане и што подобар исход и опоравување кај овие пациенти. Уште двајца гледачи очекуваат да постават прашање во денешната емисија. Добар ден.
за првиот од нив. Значи, повторно Ало? блок со прашање од гледачи. Добар ден, ве слушаме во програма сте. Повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да поставам едно прашање до докторот. Така, ве слушаме. А, Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Да. Следете не во слушалката. Така. дали јас сум диабетичар. Примам, да речам, редовна терапија и примам истовремено и аспиринто. Ме интересира дали може со аспиринот 100 и аторис да се пие истовремено. Аха, ве интересира таа комбинација на лекови, доктор, можете да Да, дадете таа одговор комбинација конкретно? на лекови ме интересира. Добро, Јас искрено не можам да ви одговорам на ова прашање. Пак ќе кажам, дали поединечна или комбинација на одреден антикоагулант или повеќе од еден антикоагулант или антикоагулант со некој друг лек, најдобро е во консултација со вашиот интернист. И во секој случај пак ќе повторам дека е многу важен коагулациониот статус на крвта да се утврди. Тоа е најважниот параметар врз основа на што ќе се одлучи со колкав интензитет понатаму ќе се дозира антикоагулантната терапија кај било кој пациент. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, пред неколку дена, односно во саботата, добив тахикардија и она другото, како се викат? Аритмија, предпоставувам. Аритмија. Добро. Да. И ме задржаа на болница. Имав високи откуцаи на срце и ми дадоа, следниот ден ме испушти од болница и ми препорачаа таблети Ривароксабан од 20 милиграма. А пред тоа пиев аспирин. Само не секој ден, на секој втори ден. А иначе имам и шеќер, некогаш притисокот ми е висок, некаде до 150, до 160, а во летните месеци пак ми беше и низок. Дали ова може да доведе до хеморадичен мозочен удар или... Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктор, гледам прашањата се вртат околу аспиринот и антикоагулантните терапии. Повеќе хипертензијата, како што кажав, е во асоциација со хеморагичниот мозочен удар, додека аритмиите повеќе одат во прилог на исхемичните мозочни удари, така што некогаш кај ист пациент има различни ризик фактори за двата мозочни удари. Организмот е еден комплексен, би рекол, процес на физиолошки процедури, на физиолошки состојби, каде што оптималната состојба е многу тешко да се искалибрира. Така што добро е да се постави еден нормален, оптимален ритам и на работа на срцето, меѓутоа и едни оптимални вредности на артерискиот крвен притисок, кој што во крајна линија ќе го намалат ризикот и за хеморагичниот и за исхемичниот мозочен удар. Така што во секој случај пациентите треба да водат еден здрав живот и редовно да се прават контроли кај нивните матични интернисти. Ќе проговориме и за начинот да се превенира, ако воопшто може да се превенира овој тип на мозочен удар, но ја би сакала да се задржиме малку на неврорехабилитацијата. Значи има посебен тип на рехабилитација кај овие пациенти, неврорехабилитација, таа вклучува физикална терапија, говорна терапија, когнитивна терапија. И сега споменавте дека е важно таа да се спроведе што порано, значи во првата година, година и половина. Какви се можностите на мозокот во однос на преземањето на функции од еден дел од една негова сфера во друга? Кај повозрасни луѓе, бидејќи пластицитетот кај децата, да речеме, е поголем. Што е со возрастните? Како оди тоа? Убаво ова го објаснивте. Значи, невролошкиот дефицит, односно симптомите кои што остануваат како инвалидитет, може да се однесуваат на моториката на пациентот,
во неговото движење, во неговиот говор, меѓутоа и во когнитивните процеси. Дел од самите неврони, за жал, изумираат трајно во онај регија на мозокот каде што се излева крвта. Дел од тие неврони кои што се наоѓаат во непосредна близина може да бидат оштетени, меѓутоа не трајно нарушени, така што воспоставувањето на оној преостанат дел на неврони е од суштинско значење за настанатите невролошки дефицити практично да се повлечат и да настани подобрување кај пациентот, односно да се ублажат или некогаш и за среќа и да исчезнат тие невролошки дефицити на инвалидитет кои што настанале. Така што процесот на неврорехабилитација, ова повеќе е прашање за колегите од физикалната медицина, меѓутоа во секој случај постојат комплексен тип за секој вид на нарушување. Од нарушувањата во моториката, па посебни вежби кои што го поправат нарушувањето на говорот, се до посебни постапки кои што го ублажуваат и го поправат когнитивниот процес на пациентите, така што треба да се работи синхронизирано, би рекол, и тимски во соработка и со колегите од неврологија, колегите од физикална медицина, треба да бидат вклучени тука и психолози, за да имаме навистина еден успех кој што ќе го врати пациентот во што подобар нормален живот. Имаме повторно гледачи кои што очекуваат да се вклучат во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, се работи за пациентка на 64 години, која што пред 2 месеци беше оперирана од хеморагичен мозочен удар. Она сега почнала да станува и да оди, но се уште нема доволно рамнотежа поради слабост на левата страна. Така што сакав да прашам дали има некаква прогноза како би дело опорувањето понатаму и што треба да се преземе покрај физикалната терапија. Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, доктор. 2 месеци е релативно и краток период за рехабилитација од самата оперативна интервенција. Во секој случај треба да се работи со пациентката и се очекува најверојатно дека дел од тие невролошки испади на моториката со тек на време ќе се поправат. Така што најважно е да се зема адекватна терапија, да се превенира артериската хипертензија за да не настане поновно крварење и адекватно да се спроведуваат сите рехабилитациони вежби кои што веројатно ќе доведат до одредено подобрување. Значи, моменталната клиничка слика кај нејзе, која што е сега 2 месеци после операција, најверојатно ќе дојди до одредено подобрување понатаму. Имам уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Вака. Ја имав удар на 4 месец. Добро, така. А се снимав 7 месец. Во ред ли е тоа така? Значи, сте имале удар во 4 месец? Во април, ако не се лажам, и потоа неколку месеци повторно сте направиле контролна снимка. И сега прашањето ви е... Тоа беше почетна снимка. Добро. И потоа сте после неколку месеци повторно сте направиле. Добра ли сте во меѓувреме? Па, не сум баш најдобра, не сум, не. Не сте баш најдобра. Не можам да одам убаво, се клатам деваму, дека како да ме турка некој вама таму, знаеш. А што ви кажа, имавте мозочен удар? Мозочен удар, да. Хеморагичен или пак исхемичен? Не знаете точно. Овде пишува, чекај. Добро, дали сте имали излив на крв во мозок? Исхемичен, добро, во ред, ви благодарам. Хеморагија. Аха, и хеморагија. Изгледа се исклучи гледачката. Еве, прашањето беше во однос, претпоставам, на контролните снимања, ако добро разбрав. Јас како што ја разбрав дека не направила во време на мозочниот удар, туку 3 месеци подоцна. Јас сега не знам од кои причини. Можно и тоа да го кажа, така? Докторот се сомнева на мозочен удар, а кај пациентот има одредени испади невролошки симптоми,
како што кажав, треба една од првите работи е да се направи веднаш компјутеризирана томографија. Така што зошто и од кои причини е толку доцна направено, не можам да утврдам. Меѓутоа, во секој случај, добро е што се направило за да се даде понатамошна насока во незиниот третман и рехабилитација. Меѓутоа, 3 месеци е многу доцна. Докторе, оние пациенти кои што имале хеморагичен мозочен удар, што потоа? Каков ќе биде нивниот живот? Дали се потребни редовни контроли, терапии за крвниот притисок, за нивото на мастите во крвта и слично? Комплетни редовни контроли, и лабораториски и клинички, би рекол, контроли, бидејќи, како што кажав, кај тие пациенти кои што настанал хеморагичниот мозочен удар, тие имаат некоја предиспозиција, или нерегулирана хипертензија, или хиперлипидемија, или диабет, или претходно земале неадекватна антикоагулантна терапија, значи нешто е нарушено што довело до такво крварење. Така што сите понатамошни постапки треба да се насочат во тоа да се постигне што е по оптимална можно состојба и на крвта и на нивните крвни садови. Редовните, како што реков, и клинички контроли и лабораториски се во прилог за да се превенира повторен мозочен удар. Уште еден гледач ќе вклучиме, да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Се исклучил, ми дадоа знак. Добро, продолжуваме ние понатаму. Веќе споменавте како може да се превенира мозочниот удар кај оние кои што го преживеале. А што е со онаа здрава популација? Што може да се направи за да се спречи едно вакво сценарио во животот? Постои ли начин за превенција? Па би рекол дека голем дел сега и од младата популација живее еден здрав начин на живот. Значи, голем дел од помладите тие веќе спортуваат. Спортуваат, гледам се консултираат нутриционисти, дури се хранат здраво, така што спортот и нормалната исхрана се еден оптимум по кој што треба секој поединец да се движи во животот за да има здрав живот, односно да нема последици. Така, во здравието треба да се вложува уште од младоста, за потоа на стари години, што се вели, да имаме квалитетен живот. Колку често имате пациенти со хеморагичен мозочен удар кај вас на клиниката за неврохирургија? Чести ли се овие пациенти? Често ли треба да правите интервенции? Чести се, да. Имаме сега вака, во просек по 2-3 пациенти, некогаш и повеќе во текот на неделата има на клиниката. На која возраст обично? Дали спаѓаат во оние категории на пациенти кои што се најризични или пак има отстапување? Па како што кажав, хеморагичниот, овој класичен хипертензивен тип на мозочен удар се јавува кај средна до возрастна популација, значи од 6-та декада па нагоре, додека субарахноидалните крварења кои што настануваат како последица на руптура на мозочните аневризми се јавуваат и во помлада популација. Тука, значи, пациентот не мора секогаш да има анамнеза за нерегулирана хипертензија. Додека овие првичните што ги зборувавме во емисијата хеморагични мозочни удари најчесто се во корелација со артериската хипертензија, со покачениот крвен притисок. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да го прашам лекарот. Јас пред лани ми се случи дека стоејќи до масата нешто како боксерска ракавица од десната страна на главата ме удри, нешто и ме занеса на лево. Среќа имаше стол, па на столот седнав. Не сум била на преглед да видам што се случило, не знам што е овој случај со мене. Друго, сега таа десна страна ми бучи главата, како да имам и штурци во неа. А пред некоја година сум снимала со магнет на угото, на крајот на струшниот нерв има нека ликвидна маса во величина од пола сантиметар. Сега, у последно време, левата страна страшно ме боли главата скоро секој дневно. Дали е тоа последица од тогаш и што е поврзано, не знам. Притисокот и пулсот ми се качуваат до 150. Кажете ми што се случува со мене, јас не сум била на лекар, короната не иде, се плашав и така е сега едноставно. Сум во таква неква ситуација, не знам што да правам. Така, ви благодарам за вклучување во програма. Докторе, претпоставам ќе препорачате лекарски преглед за сето ова.
По ова што слушнав, пациентката има некоја, веројатно, како што рече, липидна, масна, некоја бенигна формација на магнетната резонанца, која што не е поврзана со мозочен удар. Треба да се направи нова магнетна резонанца, зависи кога била правена, за да се споредат тие димензии на промената, а не секоја нагла главоболка значи дека пациентот претрпел мозочен удар. Некоја се јавуваат тие така наречени вазоспазми, краткотрајни стегања и отпуштање на крвните садови. Самите хипертензивни кризи кои што се јавуваат даваат нагли главоболки, меѓутоа нема за среќа секогаш настанување на мозочен удар. Дали главоболката поврзана со мозочниот удар има некакви карактеристики? Или наликува на мигренална болка? Најчесто кај мозочниот удар, како што кажав, освен главоболка, се јавуваат и тие невролошки испади. Тоа ја разликува од мигрената. Значи не е само главоболката сама за себе изолирана. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Ви посакувам уште многу успеси во работата. Се надевам дека овие биолошки маркери за проценка на отокот на мозокот ќе станат дел од протоколот за лекување, бидејќи од тоа што ни го представивте, на вистина би биле од корис за лекувањето квалитетно на пациентот. Ви благодарам и вас за укажаната чест, за поканата и се надевам дека ќе продолжиме со работа и ќе дадеме допринос во современата медицина. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути, кога, почитувани, заедно учиме за нашето здравје. Пријатно!